Синоќа во градскиот парк во Кавадарци по 6-ти пат се одржа меморијалната манифестација Денот кога се роди добриот човек. Ова манифестација ја организира Сдруженијето за алтернативна култура Алтер центар Кавадарци, а е посветена на Дејан Костов Лиса, еден од последните урбани легенди од Кавадарци, соработник на најдобрите кавадаречки уметници од сите бранши, борец за градот Кавадарци за подобро место за живење. Ова манифестација најде на голем одзив кај кавадарчани синоќа. Еве што забележавме со нашата камера. Ова што вечерва се случува пред сите вас е 6-то издание на меморијалната манифестација Денот кога се роди добриот човек. Иницирана е и реализирана од пријателите и соработниците на еден од последните вистински урбани ликови во градот. Добриот човек од центарот на Кавадарци, соработник на најдобрите кавадаречки уметници од сите фели, нашиот Дејан Костов Лиса, кому е посветена оваа манифестација. Низ годините наназад, на оваа манифестација ја раскажуваме приказната за Дејан Лиса, но и приказната за нас. Како што многумина во овој град милуваат да не нарекуваат оние малку поинаквите. Навистина сме малку поинакви, затоа што ги почитуваме градските вредности, затоа што си ја бркаме нашата работа, затоа што сме креативни, слободолюбиви, со искрена почит кон сите оние кои во вистинска смисла на зборот се поинакви по пол, боја, нација, определување, вера. Толку сме поинакви што денес уште еднаш покажуваме колку сме нормални во нашата желба Кавадарци да биде пристојно место за живење. Оние кои не следат од почетокот на одбележувањето на денот кога се роди добриот човек, знаат дека изминативе години откривме нови сцени за културни и уметнички случувања. Значи нови сцени почнувајќи од парчето Карши полицијата, конкретно за оваа манифестација 2 години. Предминатата година доле над Бриони на тоа плато, пред 2 години тука, минатата година тука малку погоре, годинава пак тука, посезда да ова дрво нешто символизира вака осамено околу кое сме собрани, а не има доволно, би рекол, секоја година. И представуваме пред културната и уметничката јавност млади музичари, поети, ликовни уметници, но имавме чест да не дружат и пред нас да творат и да музицираат и потврдени, познати и признати ликовни уметници, музичари, фотографи, поети, драмски актери, вистински врвни ветерани на кавадаречката сцена. Сдруженијето за алтернативна култура, Алтер центар, е формирано токму за оваа манифестација, денот кога се роди добриот човек, кој што, како што кажавме, се одржува по 6-ти пат, овде во градски парк Кавадарци. И од тогаш редовно со учествува секоја година на различни учесници, од рок-н-рол до поезија, до ликовна уметност, до фотографија. И успеваме да го држиме споменот, но и споменот за нашите времени и за тоа што ние сакаме да бидеме и понатаму. Ете, и успеавме на некој начин секоја година манифестацијата да биде на различно место, претежно во градскиот парк. Со тоа, ете, отвараме и нови простори за културни настани, не дека измислуваме топла вода, него, ете, се трудиме на сите они кои ќе бидат овде ова вечер и кои што низ изминатите години беа, да биде пред се пријатно, убава дружба, да слушаме убава музика, да гледаме убави фотографии. Направивме една мала изложба на нашиот кавадарчанец кој што живее во Швајцарија, но и во Македонија, инаку познат на јавноста Гордан Ристовски Гого. За нас се дел од негови фотографии, како дел од овој прекрасен амбиент, на овој може би и најинтересниот дел од градскиот парк. А тука Александар Малинков како актер и како водител на цела оваа манифестација. Бендот кој што ова вечер е со нас е Лексикон, рок-н-рол бенд, комбинација на искусни и млади музичари.